Денеска сме во општина Карпош. Сакам да истакнам и да потсетам дека градот Скопје во изминативе 4 години, од 2009 до 2013 година, реализираше многу проекти во градот Скопје, вклучително и во општина Карпош. Јас се набројам само некои од нив. Значи, целосно ја реконструиравме улицата Козле. И го продолживме, го реконструиравме и го проширивме булеварот Теодоси Гологанов. Го реконструиравме и проширивме булеварот Тилинден. Го реконструиравме и проширивме булеварот Манапо. Исто така на улицата Скупи направивме нови тротоари. Исто така плажата 1 е во рамките на општина Карпош. Сите тие проекти се во општина Карпош. Иако некој сакаше да каже и да ги убеди граѓаните дека градот Скопје не инвестира во општина Карпош, дека ВМРО ДПМН и градоначалникот Коце Трајановски не инвестираат и не го сакаат Карпош, мислам дека овие дела доволно говорат за нашата посветеност на општина Карпош, за нашата грижа, за нашето внимание, за жителите на општина Карпош, за подобрувањето на условите на живење. И не само за Карпош, овие проекти се значени и за сите оние кои преку Карпош одат према централното градско подрачје или се враќаат од централното градско подрачје према своите места на живење. Би сакал да потенцирам дека за реализација на овие проекти имавме голема поддршка од Советот на градот Скопје, бидејќи без одлуките на Советот на градот Скопје и без нивната поддршка овие проекти беше прашање дали ќе се реализираат. Ја бараме довербата на граѓаните на општина Карпош, на граѓаните на градот Скопје да продолжиме со реализација на проектите во градот Скопје кои што се од интерес за граѓаните. Ја бараме поддршката на жителите на општина Карпош за продолжување на проектите кои што се во надлежност на градот Скопје, а се на територијата на општина Карпош. Денеска сме тука на булеварот Теодоси Гологанов, одраска на Карши, значи поранешната фабрика Алумина, заедно со кандидатот за градоначалник на општина Карпош, господата Јагнова Куновска, заедно со носителот на советничка листа на општина Карпош, господин Сашо Лазаревски, заедно со носителот на советничката листа на градот Скопје, господин Владо Поповски, заедно со советниците во Советот на градот Скопје и кандидати за советници на општината Карпош, да кажеме дека ние заедно ќе се ангажираме да се реализира третата фаза од булеварот Теодоси Гологанов, а тоа е од булеварот 8 септември и улицата Братворска, тоест од Алумина до студентскиот дом Гоце Делчев во должина од 1200 метри, при што ќе бидат финансирани 1 милион денари, ќе се добие продолжеток на новиот булевар со 4 ленти, со тротоари, со улично осветлување и што е исто така значено, како и минатата година, како и во минатиот период, така и во овој период, значи Карши Алумина во делот на општина Карпош ќе направиме уште еден голем парк во површина од 40.000 метри квадратни, ист онаков како што го направивме во минатиот период паркот Македонија во делот Карши Веро, кој што исто така е во општина Карпош, и со тоа практично во овој дел на градот Скопје ќе имаме 70.000 метри квадратни нови зелени површини уредени со цветни аранжмани. Овој булевар е неопходно потребен за општина Карпош, бидејќи со тоа ќе ги намали проблемите на жителите на општина Карпош, со тоа што ќе има побрз, поефикасен, побезбеден сообраќај и нормално поеколошки сообраќај, а воедно би сакал да кажам дека и естетски ова добро ќе изгледа. Реализацијата на овој проект ќе биде во соработка со новиот градоначалник на општина Карпош, господата Јагнова Куновска, која сигурно дека ќе ни даде голема поддршка за реализација на овој проект, исто така Советот на општина Карпош, а секако најголемата помош и поддршка ја очекуваме од Советот на градот Скопје, од господинот Владо Поповски и сите советници кои што ќе бидат во идниот состав на Советот на градот Скопје, бидејќи само така можеме да ги реализираме овие дела. Ние веќе имаме направено проект, значи во зависност од расчистувањето на имотно-правните односи, овој проект ќе започне или оваа година или следна година. Би сакал да завршиме малку покасно ќе дадеме една изјава. Јас би сакал исто така да дополнам дека за Теодоси Гологанов
Во изминатиот период, значи во изминатиот 4-годишен период, за двете фази беа и вклучително и за паркот Македонија беа потрошени повеќе од 2 милиони евра. Со ова продолжување и сите пропратни елементи што ќе бидат, очекуваме дека ќе бидат потрошени уште 2 милиони евра или вкупно булеварот Теодосиј Гологанов од почетокот па се до студентскиот дом Гоце Делчев ќе чини некаде околу 4 милиони евра.